Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во вечерашното издание магазин со Слободан Томич. Го реализирам на голем петок во оваа страдална недела. Да, голем празник во секој случај. Да бидем искрени, многу ми е тешко што овие избори се случуваат во еден голем христијански празник, во токму Велиденскиот пост. Ниту имавме никаква можност да бидеме смирени, имајќи факт дека изборите носат големи нервози, големи противречности и големи предавства во секој случај. Но како и да е, ние ќе вечера ќе говориме за достоинството. Тоа нешто е неговото височество што не се продава, ниту се купува. Тоа се добива со самото раѓање. Вели една позната, ја ќе ја покажам, и покрај тоа што е и моја, се можеш со пари да купиш. Но карактерот и моралот не можеш. Со него се раѓаш и со него живееш. Благодарам на господјата Жанета Естете која се погрижи за моето вечерашно издание да бидам порелаксиран, имајќи факт дека наистина беше напорно сите денови во изборната кампања, а се трудевме, јас се трудев меѓу првите и прв бев кога реков дека се оваа историски избори, бидејќи после овие избори ако не излезе народот масовно и да го даде својот глас, навистина Македонија нема да ја има. Но ќе има се дека постои светот. Тоа нека биде и мојата вечерашна тема. Изборите надеж за достоинствен живот, а ќе замолам режијата само еден джингл и се враќам во студиото, која ќе го најавам мојот соговорник. Останете со нас. Да, почитувани, чест и задоволство ми да го представам мојот драг соговорник. Ова е негово трето гостување. Значи, господинот магистар Љубомир Ѓурчевски, поранешен помошник директор на Бирото за јавна безбедност, има зошто да дојде во нашите емисии, посебно моите две емисии, од едноставна причина, бидејќи вие тоа го барате. Значи, не е ад хок, тоа е дефинирано, се знае кога ќе настапи вечерва, на еден мощен, сензитивен временски простор, кога навистина се дефинира тоа како да се врати достоинствениот живот на македонецот и породи и по државјанство. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер за гледачите на Вистел телевизија. Најпрво сакам да им го честитам престојниот голем христијански празник на сите христијани кои ќе го празнуваат Христовото воскресение за 2 дена. И да им посакам мирен и успешен пост уште овие 2 дена и една причест онаква достоинствена како што му доликуваат на секој христијанин, кои што и tekako ги чувствува тие морални и етички вредности кои што се. По однос на ова што викаме дека сме дојдени во ситуација да го вратиме достоинството или да го вратиме достоинството на Република Македонија, мислам дека Република Македонија на вакво беспраче не била многу одамна. Јас дури се враќам, ако се вратам назад во историјата, можам да ја споредам ова состојба која што сега и се случуваат на Република Македонија со сите овие закани од надвор, од внатрешен непријател и така натака зборам, значи заради обстојување и одржување на државноста, унитарната држава Република Македонија на овие граѓани кои што живеат на оваа територија, јас можам да ја споредам со оние состојби од 1878 година, од Бернскиот конгрес, кога се носат тие жалосни одлуки за Република, односно се потврдуваат, пошто тоа е ревизија на Сан Стефано, знаеме кога се потврдуваат сите оние одлуки кои што понатака одат во фаза да се дојди до она уште потрагична состојба во август месец 1913 во Букурес со дефинитивната поделба, но мора да подсетам дека и тогаш на Берлинскиот конгрес, значи постои документ, постои одлука дека на Република, дека Македонија треба да се стекне со автономија, која што одлука за жал никогаш не е реализирана, така да и сега одредени странски сили, одредени моćни држави атакуваат точно на тоа сценарио дека Македонија во ваква форма со независна држава не може да постои, него дека тие територии им припаѓаат било на Грција, било на Бугарија, било на Србија. Да. И јас сега ќе се вратам уште во
една состојба која што сакам да ја искоментирам, а на времето ја искоментирав за еден друг медиум, каде што посочив на кривичното дело од членот 407а од Кривичниот закон на Република Македонија, каде што викаме тој што го оправдува, велича воените злосторства, фашизмот, геноцидот и така натака, е предвидена казна над 5 години затвор. Зошто ова го кажувам? Го кажувам заради тоа што одредени елементи на величање на фашизмот, односно негова рехабилитација на фашизмот, можеме да препознаеме во она декларација која што се подпиша со Република Бугарија, оние фамозни 12 обврски кои што ги превзема Република Македонија во тие 2017 не во договорот, него во она што го подпиша министерот за надворешни работи Бујар Османи. Да, значи каде Бугарскиот диктат што го францускиот предлог. Не, надвор од францускиот предлог, ние значи не е проблем влегување на бугарите во уставот, него проблем е тој меморандум кој што ние прифативме одредени обврски, така да... мислите за онова 4+5, 5+4 како беше? Не, дозволете, во тој меморандум Република Македонија прифати една состојба да нема право да го зборува за фашизмот на бугарите кои што бил 41 до 44 година, се што ќе се снимат, се што ќе се издади, се што ќе се напиши и така натака во тој дел. Значи, проблем е тој меморандум кој што се подпиша надвор, значи од било какви договарања, информирање на народот, него сето тоа се оствари во една голема тајност, а се со цел нели да се рехабилитират фашистичкото минато на бугарите и останатите фашистички држави кои што и tekako имаат големо влијание во овие рамки. Значи, затоа тоа е една наметната состојба која што според тој диктат никако Република Македонија не треба да прифати внесување, односно признавање на таа состојба дека Република Македонија е држава после 45 година, односно добива држава, дека тоа е Титова творба и така натака, него напротив треба да се вратиме точно на целокупниот онај период, зошто врз Република Македонија толку силно се атакуваат од сите страни само за да се одземи сето она што е постигнато, односно што значи Република Македонија низ историјата, оваа територија, па ако сакате, еве сега пред овие великденски празници, јас ќе кажам дека голем благодет за Република Македонија е тоа што во одреден период тука присуствуваат и работат и делуваат господинот Павле, нели, апостолот, светиот апостол Павле, значи така да тоа сето на некого му бодит очи, затоа што и самиот Ватикан призна дека православието во Европа доаѓаат од македонката Лидија, каде што нели и има и соодветно дејство, односно огромна улога на присуството на светиот апостол Павле на овие простори во Република Македонија, и тоа им сметат на сите околу нас, и она што викаме завидноста, љубомората и така натака, што е евидентна кај сите, било да се тоа грците, било да се тоа бугарите, било да се тоа србите, сега во поново време овие дојдените албанците и така натака, значи сето она кое што некако узурпират делови и историја од таа Република Македонија, и затоа сега се доведовме ние во една ситуација да зборуваме дали Република Македонија ќе обстои или нема да обстои, или ќе продолжат тие фамозни делби на Република Македонија, и оттука на овие избори македонецот и македонските државјани кои што и мислат добро на оваа држава, треба да сватат дека сега сме во една многу деликатна и многу тешка историска состојба, која што мораме сите со трезни глави, со огромен патриотизам, со огромна љубов кон Република Македонија, кон Република Македонија, зборам како граѓанска творба, како мултинационално општество, да излезиме сите и да си создадиме една држава која што ќе има просперитет и развој, во кој што ќе владее правото и правната држава. Така. Се согласам со вас со тоа што македонскиот бренд е рак рана на сите тие големи апетити кои сака да го имаат како привезок
дури на своите клучеви. Ја повеќе пати тоа сакам да го спомнам, бидејќи упатам порака до голем број македонци кои не разбираат суштината на брендот Македонија, па дозволуваат да се распродава тоа што не се купува. Затоа реков, се можеш да се купиш со пари, моралот, етиката и се она што е хабитат внатрешен се добива со самото раѓање. Смеам да ви упаднам во збор, само секунда. Јас, кај мене на мојот цит на Facebook профил може да се прочитат врската помеѓу организираниот криминал и трговијата со артефактите. Така. И кога ќе ја видите таа врска и кои все вредности се остваруваат и се движат во недозволената трговија со артефакти, станува збор за милиарди евра и долари, и ќе ја видите онаа врска помеѓу антиката и Македонија. Значи, најголемиот број на артефакти пронајдени на европско тло се од ова тло. Секако. Македонија, монети, сакате од Аминта, сакате од било кој период. И тие се највредни на пазарот. Јас често пати кажувам што се случи со двете икони од манастирот во Лешок, кои што се од 16 и 17 век, кои што беа проценети на по 50 милиони евра. И зошто некој во 2001 година го дигна манастирот Лешок во воздух, за да ги снема тие икони и потоа во рок од 3 месеци, прво нешто што го возобновија истите тие кои што го срушија, тој манастир беше манастирот во Лешок. Значи, тоа се во контекст на ова дека ние сега сме во ситуација, ако 7 години наназад зборуваме дека организираниот криминал, односно мафијата, во Македонија си создаде држава. Ние сега водиме една демократска војна, не војна со оружје, него демократска војна против таа организирана форма на мафија која што владее со оваа држава, која што зад себе има енормно многу криминал оставено во целиот овај период, кој што го поминавме во овие 7 години, особено после 2017 година, односно сето започна со нелегален избор на председател на собрание. Значи и ден денеска, после 7 години, ниту се поведе постапка да се утврди дали е легален изборот, дали имаше доволно гласови, или изборот е нелегален, спротивен на Уставот на Република Македонија, се со цел да се инсталират во натамошна фаза, да не се почитуваат законот, односно Уставот, законите и така натака, да се воведи принципот на насилно владење. Значи, ние имавме принцип на насилно владење од оваа власт. Значи, заедно и едните, и другите, и третите, и сите кои што ја поддржуваа таа одредена власт во одредено време, во одреден временски период, за да нас ни се случи насилна промена на устав, насилна промена на, односно насилна измена на законот за јазици, насилна измена на во судскиот совет, знаете, разрешија председател, па го враќа управен суд и така натака. Излезе во извештајот. Излезе во извештајот на Европската унија и така натака, и истите сега тие кои што највише ги кршеа законите, носеа закони со европски знаменца и така натака, тие сега си земаат за право, се толку лицемерни да тие зборуваат за некакви европски вредности. Ако некој мисли дека насилието е европска вредност, не, насилието е вредност на мафијата, затоа што мафијата се служи во своите реализации на одредени програми, таа го користи насилието, уцените, заканите, корупцијата и така натака, и затоа Република Македонија во овие 7 години по сите овие основи, по сите овие методи на делување на организираниот криминал се најде на највисоко ниво. Сакате во делот на корупција, сакате во делот на насилие, сакате во делот, значи тоа не го кажа. Стеј департмент пред неколку дена испрати извештај. Точно тоа. И тоа на денот на Молкот, што не е пример. Што не е пример. Се согласувате. Пред 7 дена предходно Freedom House, куќата на слободите, испрати исто така дека овој режим е хибриден. Само да завршам. И сега наместо таа структура која што сака да каже дека имаат се залагаат за некакви си европски вредности, наместо да се скриет и да ја снемат едноставно од политичката сцена самата себе да се казни, да се иземи, да не настапуваше на овие избори. Тоа ќе беше благодетот за граѓаните пак зборам, за граѓаните на Република Македонија, а не одредени партии. Не одредени, сите се служат со
разгорување на национална омраза, повикување на верска омраза, создавање, искажување на одредени закони, негирање на се што е македонско. Не случајно јас го кажав тоа со членот 407а, тоа го кажувам во насока на она негирање од страна на министерот Бујар Османи, кој што кажува дека непримерно е и недозволиво е да се повикуваат Македонија е твоја, Македонија е на сите граѓани, но мнозинството секаде, како викаме во демократијата, одлучуваат мнозинството. Како викаме, кој составува влада, тој што ќе има 61 пратеник. Бурум, направете 61 пратеник, составете влада. Но сето тоа да биде на демократски начин, не со закани, не со уцени, не со корупција, не со насилие и така натака. Еден мудар, постар така познаник мој, делот на албанците ми викат вака: Љупчо, на времето кај вас кај каурите вршевне работа со 500 евра. Сега на нашиве и 5000 евра им даваме за вработување и пак се ненаситни. Не разбирате докаде е отидена корупцијата? Не разбирате? Значи, нивни терори, тие нивни закани, одат на нивна штета. Зошто? Затоа што албанците не може да го издржат тој терор кој што им го наметнуваат, таа парамилитантна организација која што не успеа да се демократизираат. Ние очекувавме и странците и сите очекуваа дека во овие 20 години таа парамилитантна организација која што беше еднонаменска, ние на нас барем безбедњаците ни е точно познато зашто беше таа нивна еднонаменска улога, да се демократизират и да се вклучи во општественото живење, но напротив таа ниту се вклучи, ниту ги подобри состојбите на животот на просечниот албанец. Ако сакате, можеме да направиме во некоја друга ситуација анализа како просечниот албанец живеел, ако сакате, во претходната држава и во оваа држава, кои се права ги имал, било да се тоа образовни, здравствени и така натака, за да некој сега од тие политичари покажува дека врз ними се вршело насилие, апартхеид и не знам какви све действија, дека тие биле омаловажени, обезвреднети и така натака, што мислам... Господине Ѓурчевски, вие сте прекрасни анализи во секој случај, меѓутоа се фокусираме и за и околу престојните во пакет, да кажем, председателски парламентарни избори, со оглед дека имаме два концепта, значи концепт на вистинска демократизација, европеизација на Македонија преку представникот на опозицијата, тоа е госпоѓата професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, која е, ќе кажам искрено, бидејќи не е тоа октроирано или наметнато и самиот меѓународен фактор предводено од големи политичарки во светот, како што е госпоѓата Дорис Пак, госпоѓата Розалија Биро, кои јавно како представници на женската партија која брои околу 150-60 милиона народ, ако во Европската унија апроксимација околу 330 милиона народ, ја безрезервно дадоа поддршка за еден представник кој е сеопфатен интелектуално. Од друга страна имаме политичар кој бара повторен мандат, кој во својот хабитус, односно во своето минато, гледаме дека нема ништо. Ајде малку накратко, да не оставаме тоа кој од странците што рекол, како рекол. По однос на професорката Гордана Силјановска, мислам нема што да се зборуват и мислам дека е апсурдно ние да ја оценуваме низините достигнувања, било да се тоа во науката, било да се тоа во било која друга област и политиката и така натака. Мислам дека станува збор за еден светски признат стручњак. Токму тоа сакам, господине Ѓурчевски, да кажам дека сепак таа е меѓународно призната. Да, еден светски меѓународен стручњак во делот на уставноста и законитоста на светско ниво. Знаете, она беше и член на Венецијанската комисија, која што Венецијанска комисија многу пати, само секунда, многу пати ја удри по глава оваа власт и оваа структура дека носи несоодветни закони, дури ако сакате и за законот за штетни, дури и за законот за јазици кој што се направи така натака, значи да не ги коментираме. По однос на господинот Стево Пендаровски, мислам дека е апсурдно да го анализираме затоа што и тој е дел од кумувањето на неказнивоста, ослободувањето
и давањето на помилување на осудени, помилување на осудени лица за најтешки форми на криминал, било да се тоа убиства, било да се тоа трговија со дрога и така натака, понатака и негово потпишување на одредени закони со кои што се наштети на правниот систем, меѓу кои последните измени на законот за кривичниот закон со намалување на казните кај кривичното дело од 353 злоупотреба на службената положба и така натака, да не правам муабет за сите оние негови менливи ставови како деца кога играат джамли. Знаете, ту не важи, ту важи, ту не важи, ту важи. Така да мислам дека е се должи тоа? Видете, тоа се должи на негова неспособност. Не знае и неспособност, јас тоа јавно го кажувам. Мислам, не може вие како најодговорно лице кое што треба да предземите одредени действија да си играте, да немате став, јасен став. Да го менувате. И да го менувате ставот во 5 минути како што сакат одредена структура, односно јас пак ќе се вратам на тие организирани криминални групи. Ако некој од организираните криминални групи се јавит или побарат нешто преку овие кои што им обезбедуваа неказнивост, а тоа е делот на владата, он веднаш после 5 минути го променува својот став и прави тоа што го прави, односно нанесува штета на Република Македонија и ја доведуваат Република Македонија во починета состојба во меѓународните односи, затоа што тој претседателот можеби нема некои големи уставни овластувања, но има уставни овластувања во делот на одбраната и во делот на надворешната политика и мислам дека тука тој направи одредени форми на такво навредување и починување на Република Македонија и доведување во починета состојба према други странски држави, каде што треба на вистина посериозно да се позанимаваме понатака во делот на истрагата. Можеби има елементи на тоа кривично дело од членот 308, значи од кривичниот закон на Република Македонија. Зошто ова го кажувам? Го кажувам од проста причина што значи ние во делот на целата оваа криза со спроведување на Преспанскиот договор, каде што грците немаат ни почнато, немаат ни намера да го спроведуваат Преспанскиот договор и вика обврските од Преспанскиот договор, а он во услови кога сите од Европа ни бараат додатно образложение, луѓе, зошто пасошите ги укинувате? Зошто си ставате нешто? Тие пасоши се валидни и секаде во светот издаден пасош важи до моментот додека е наведено. Има печат, дека е собственост на Република Македонија и така натака, и вие како претседател да не го заштитите својот народ, него да дозволите една организирана криминална група, предводена од некаква си квази влада, за која што викам квази влада, затоа што нивните избори, сакате да ви кажам зашто викам квази влада, особено по киндапирањето на пратеникот, кога веќе истиот тој пратеник беше подпишан беше на списокот за пред 2 години за промена на владата, за пат на владата, ме разбирате, они го киндапира во таква ситуација, не министерот за внатрешни работи требаше подитно да си поднесе оставка и за тоа кривично дело тој треба да одговара, затоа што министерот за внатрешни работи ја гарантират безбедноста на сите граѓани, а вклучително на избраните и именуваните лица, но за тоа отом потом идат убави денови кога ќе се разговарат. И не случајно реков, значи сега ние се задржавме само на делов што е за претседателските избори, но мислам дека е позначајно парламентарните избори и затоа јас уште многу порано и на овој медиум и на други медиуми Кога дефинирате тоа се македонско позитивно решено обединување? Дозволете, јас и тогаш повикав минимум 750.000 граѓани опозициски настроени да се обединат, се македонско обединување. Да се заборат суетите, да се забори све. Точно тоа, да се сруши ова организирана криминална група на еден демократски начин, за да може да отпочнат реформи, ревизии и така натака. Еве еден најлош пример на криминал. И тоа нема нормален човек не сме да им го прости нови. Во 2019 година прогласија вонредна состојба за време на корона кризата. Во тоа време они донесоа некаде околу 40 или 50 уредби со законска сила. Според Уставот, тие уредби со законска сила требаше да бидат потврдени од собранието во моментот кога се создадоа услови собранието да се состани, нели? Како знаеа да донесат пратеничка во скафандер? За да гласат, нели, за одредени работи кога им требаше на ними, кога им гореше во скафандер со корона, со констатирана корона кајнезе. Но, значи,
тие не се потврдени. И при тоа потрошија некаде околу 2 милиарди евра, за кои што 2 милиарди евра нема ревизија и финансиски извештај, меѓу кои што е и она евроврзница од 920 милиони евра која што отиде као за борбата против коронавирусот, која што се потроши во Министерството за здравство, од кој што се изградеа оние картонски болници, ја што ги викам корона картонски болници, од која што една изгоре во Тетово. Модуларните, па една изгоре во Тетово, нели како хартија. Како хартија. Со колку биланс? Со 14 жртви и мислам без одговорност. Да, за тоа виновен е кабелот, никој од одговорност, ниту од коалиционите партнери, ниту од носечката, ајде да кажеме, носечката партија во владата СДС. Значи, луѓе, после една таква трагедија која што и се случи на Република Македонија, веднаш требаше да се распушти собранието, да се распишат нови избори, владата во оставка, да ги решиме проблемите, а не ние да се бориме и да бараме метод како да им обезбедиме неказнивост на оние осомнечени лица за оваа состојба, за сите овие пропусти, кои што нас ни се случија. Прво, во начинот на изведба на изградбата кој го добил тендерот за да ги гради тие болници, дали применил соодветни градежни материјали, соодветни средства и така натака, па потоа да се вратиме кај лекарските екипи, кај директорите и така натака. Но прво да ги видиме овие дали се запазени условите во градежништвото, пропишани онака како што било дадено во тендерот. И набавката на вакцините да се набавката на вакцините и така натака. Значи целиот тој криминал. И пазете сега, истиот тој доктор, министер, сега ми е носител во изборна единица 4. Па кој нормален македонец би требало да гласа за него? Ајде. Еве, мене некој нека дојдите, нека ми речи дека некој нормален македонец треба да гласа за него. Луѓе на него не треба да му се дозволи да влези во таа изборна единица. На него не треба да му се дозволи да е носител, затоа што тој е осомничено лице за еден куп сторени, ама он може да е најдобриот стручњак лекар. Тоа не навлегуваме во професијата, ние навлегуваме во овај дел каде што трошел јавни пари, мои, ваши и на сите граѓани. И се додека не се завршат тие ревизии согласно закон, се додека не се истражат сите тие основани сомненија за целокупниот тој криминал, за целокупната таа состојба во сакате во судството, во образованието, во здравството, во Министерството за внатрешни работи, во Министерството за одбрана, па еве видете го последниот скандал за време на распишани избори, вие имате набавка на транспортни хеликоптери, 250 милиони евра. И тие сомнителни со 20-30 милиони разлика. Да, со 20-30 милиони разлика. И сега Славјанка евра. Да, евра. И сега Славјанка Петровска сака да ми каже да биде носител на листа во изборна единица. Што? Они мислат дека ќе се скријат со пратеничкиот имунитет. Не, господа. Има кривични дела кои што тие сториле, за кои што е предвидена казна затвор над 5 години. А тоа не ги штити. За такви кривични дела не ги штити имунитетот. Тоа се кривичните дела велепредавство, тоа е кривичното дело потпишување на капитулација, тоа е кривичното дело доведување на Република Македонија во починета состојба спрема други странски држави, значи сите се овие кривични дела од главата 28, односно кривични дела против државата. И мислам дека тука највише треба да се посвети внимание во сите оние идни истраги кога ќе дојде новата власт една за секој пат да се равчити со сето она кое што и нанесе зло на Република Македонија, она што викаме пета колона, странски служби и така натака, платеници и сите тие кои што гледа како Република Македонија да ја доведат во починета состојба спрема Грција, Република Бугарија, спрема другите држави и така натака, за да денеска едноставно никој нема респект. И затоа ние на стартот на емисијава што кажавме, како да го вратиме достоинствениот живот во Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија, а пред се мнозинскиот народ. И трагично е во една држава мнозинскиот народ да не го признават пописот, кој што сега ни создават проблеми. Еве ги очигледните резултати. Еве на изборите, само 2-3 бројки за да одиме понатака, само 2-3 бројки. Значи имаме 203.000 гласови на албанците. Ако земиме на пописот дека се попишувани лица родени во Република Македонија кои што немаат добиено државјанство. Јас, како истражител, како човек кој што работел во полицијата, многу убаво знам колку луѓе од Косово до Вајџа на крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, односно ги носеа жените да се породат во Република Македонија. Тој феномен
демографски, нас ни создаде проблем за да сега на последниот попис се прифатит тие родени овде во Република Македонија и оние кои што се родени во Република Македонија, а се откажале во постапка за да добијат германско државјанство или швајцарско или било каде, затоа што таму е забрането да имате двојно државјанство, тие да бидат попишани како државјани на Република Македонија. И ако сега го споредите тој попис со она што е реална состојба во гласачкиот список, вие ќе видите дека нема ни 300.000 гласачи албанци. А вамо викаме има 600.000 жители. Чекајте луѓе, нешто математикава не е баш како што треба. Значи мора да се направи ревизија. Точна ревизија, точно дека треба да се направи ревизија, која што ревизија беше најавена и е најавена во програмата, но како електронски попис кој што е најавен во програмата на опозицијската партија, водечката опозицијска партија, која што повикуваат на сеопшто обединување на сите проопозицијски гласови и мислам дека за доброто на државата, и мислам дека ќе ја достигнеме таа бројка од 700 и јас се гордеам со што бев меѓу првите, ако не и првиот. Ако не и првиот, односно првиот, има снимки и на други медиуми, значи првиот кој што повика на 750.000 гласачи проопозицијски кои што треба да гласаат против оваа власт, каде што треба да се обезбедат барем 70 пратеници за една стабилна влада, за да може нели таа влада да биде посветена на реализација на програмата која што ја предвиде со 1198, односно 1200 проекти. Што нема другата страна конкретна програма. Па не, видете тие нема што да понудат. Тие прво треба да бидат фер, не да кажуваат, знаете што беше за време на Груевски, ало, вие времето на Груевски требаше да го подвргнете на ревизија. Што докажавте од криминал? Вие ништо, нула. Што не докажавте ништо, вие не можете сега да зборувате, вие сега треба дали со лаги може да останеш на власт? Не, вие сега ако сакате да се кандидирате, вие треба да излезите со очет. И треба да кажете, во овие 7 години или во последните 4 години, пошто перманентно владеа 4 години, во последните 4 години изградивме толку километри автопат. Јас викам една лопата нема отфрлено асфалт. Изградивме училишта, градинки, болници, клинички центри, не знам, во армијата подобрено, не знам, стандардот подобрен, зголемена сиромаштија, имаме енормно зголемена сиромаштија и така натака. 500.000 со $3 живеат. Значи, така, значи ја гледаме состојбата каква е. Економски крах, пат, распад на сите основи, по сите основи, оценки ненормални и на крајот сето тоа згора фил највисок степен на корупција. Што? 100 луѓе енормно се богатат. Како се богатат? Со коруптивни скандали, било да е тоа Бехтел и Енка, било да се тоа некои други договори подпишани кои што се, пазете, се носеа специјални закони за да не се за да не се применуваат законот за јавни набавки. Лек специјалис за да може некој, значи во 4 очи да ја добијат работата и да работи. И ние сега се прашуваме што ни се случува во Прилеп и по тој дел каде што треба да се гради автопат од Прилеп Битола. Луѓе, па ние немавме проект. Ние ја дадовме картата на Република Македонија на Бехтел и Енка и викаме, ало, вие правите што знаете. Кај сакате, цртајте, кај сакате, копајте, кај сакате, рушајте, дали ќе уништите водоводи, дали ќе уништите друга инфраструктура, артефакти, тоа никого не го интересира. Но ни не во делегали да ја заштитат Република Македонија. Не бе, пријател, јас прво ние требаше на градежен факултет, ние имаме прекрасни професори кои што требаше да ги изготват референтни, меѓународно признати, кои што требаше да изградат проекти и врз основа на тие проекти да им кажат, да определат количини и вредности и така натака, да им кажат, ало, повелете, еве меѓународен тендер, бурум, пријавете се кој сакате да градите, ама ќе градите под овие услови. Значи сето тоа има. И сега ова влада наместо да излези да се очита, ама нема, ако излези да се очита, треба да водат сите во затвор, не треба да ги судит некој сами. Пешки да си тргнат за Идризово, ќе им биде најпаметно. И сами да си определат кој колку години сака да лежи. Тоа ќе им биде најпаметно. Затоа што има толку многу криминал како кучи на вошки.
односно болви, ме разбирате? Значи толку многу криминал. И зависи кој ќе биде ти страшител. Колку е цифрата вака? Па, една ваква цифра, значи јас зборувам само за последниве 7 години. Значи во последниве 7 години ова влада потроши некаде околу преку 30 на милиарди. На тие 30 на милиарди сигурно Буџетски средства. Сигурно 5 до 6 милиарди се злоупотребени, украдени и изнесени надвор од Република Македонија. За жал се надвор од Република Македонија. Се знае кај? Па видете, многу лесно се оди по трагата на парите. Кога ќе се водат истрагите, кога ќе се водат тие истраги, многу лесно ќе се дојди до, мислам многу лесно, тоа нормално е мако трпна работа, да. но луѓе искусни, луѓе оперативци кои што воделе истраги, кои што ја си ја знаат работата и проблематиката, многу лесно ќе дојдат нели до ситуација да по трагата на парите да дојдат. Еве, на пример, имаше денеска веќе на некои медиуми и јавување на новинар од Струмица каде што јавуваа дека Трајче Заев се иселил целото семејство, децата отпишани од школа и така натака се преселил во Австрија. Значи некој веќе ги однел средствата и богатствата и сега евентуално една куќа ако остани така некоја проформа. Да, која што може да биде национализирана, додека траат постапкиве. Затоа викам дека кога ќе имаме судски пресуди, тогаш и светските банки, било да се тоа во Швајцарија, било да се тоа во Кипар, било да се тоа на Девствените острови и така натака, се должни да постапат по судските одлуки, по правосудните судски одлуки за конфискација на имот, а не некој тогаш ветуваше бројчани, кој што ја не видов бројчани. Се расипа, да, се расипа бројчаникот, не видов јас никаде бројчани. И мислам дека тие треба да сватат дека без очет не може да одат натака. Ние очетот ќе им го направиме. Очетот новата влада ќе им го направи со ревизија. Со ревизија, очето ќе им го направи, тоа мора да излезе. И мора новата влада да го исполни ветувањето дека ветувањето, ама пазете да тоа, ако сакаме да имаме сериозна држава. Сериозна држава, ние мора прво силни реформи во судството, силни реформи во истрагите, во јавното обвинителство, во истрагите и законити постапки. Секаде каде што имаме доказ, нема неказнивост. Ефикасност и ефективност во изрекување на санкција на сторителот на кривичното дело. Разбирате што сакам да? Значи, мораме ние тоа, не смееме да монтираме случаи, но таму каде што имаме доказ нема прошка. Нема прошка, кој да е. Без милост треба. Не, видете, пазете, тоа е законитост. Ако ние сите се залагаме за европски вредности, европските вредности се тие. Вие можете, јас од многу одамна колеги сега ќе се препознат, уште кога сум кажил. Видете, право на криминалецот е да крадит. Обврска на полицаецот е да го фатит. Не разбирате? Да. Значи, затоа викаме, негово право. Ќе крадит, ама моје да го фатаме. Кога ќе го фатам, обврска на судот е да го осудит. Ако имам докази. Кај нас има феномен на големиот лопов вика држте го крадецот. Да, држте го крадецот, тоа е тоа. И затоа викам дека сега сме ние дојдени во една таква ситуација каде што треба ова силно да го онадиме. Еве, немате луѓе, на еден медиум јас кажав, има толку афери дневно, криминални афери, што дури не можеме да ги следиме, ги запишуваме, ги евидентираме за да правиме анализи, нели, настапуваме по медиуми јавно за да правиме, не можеме да ги следиме, не можеме да ги резултатот е катастрофа. Вие за 7 години, па знаете што значи тоа, на пример, колку рековте се изнесени околу 5-6? Околу 5 до 6 милиарди. Сега вака. Викаме, ако за 30 години од Република Македонија сите влади изнеле некаде околу 20, значи тоа се Transparency International објавени бројки. И Светска банка. Значи, изнасени се околу 20 на милиарди. Знаете со тие 20 на милиарди евра Македонија што ќе биде? 2 Швајцарии. Не една, 2. Ќе немаме место каде што не би имале автопат. Автопатско поврзување или експресивно. А не од 21 немаат канализација, немаат инфраструктура. Точно тоа, ме разбирате? Тогаш ќе имаме и големо земјоделие, и најголемиот страм за Република Македонија што идната влада треба подитно да го реализират. Македонија со овие услови што Господ ни ги дал, Господ е голем, многу ни дал. Да увезуваат храна е катастрофа.
при органска можност за органи храна. За органска храна. И тоа не е она генетски модифицирана храна што ја увезуваме. Органско производство на храна, било тоа пиперки, патлижани, зеленчуци, Земјоделска салати, држава, земјоделска земја, не само аграрна. земјоделска, ние можеме да градиме и агроиндустрија. Да. Агроиндустрија, преработка на месо, преработка на овошје, на зеленчук и така натака и така натака. Луѓе, пазарите се гладни. Сакате на запад, сакате на исток, сакате на југ, во Африка, кај сакате. Пазарите се гладни за храна. И да се заработи добро, И да се државата заработи биде добро. стабилна Така, економска. така. Морам нешто во дело вие сте експерт за криминалистика, што е ретка прилика и мене привилегија што сте на Голем петок, во една ексклузивна можност да ми дадете на информација, ве молам. Бидејќи проструја многу информации, се збореше, се збори, го спомнавте вие начинот на изборот на сегашниот технички премиер. Те велат нема технички, тој е премиер, господин Тала Џафери. Да, некако сака така си кажува. Да. Како им одговара? Значи се слуша, не знам колку е точно. Вие сте Основано се сомневат. Постојат основани сомневања. како што велите ви во полицијата. Во полиција, не, тоа е во Општо, правото. во правото. Во правото. Основно Значи сомнение. викаме основани сомненија, обвинение, обвинителена, па пресуда. Пресуда, така е. Кога ќе падне пресудата, тогаш викаме осудено лице. Да. Се до тогаш зборуваме за осомничено. Пред неколку дена се одбележи 23 години од еден злосторен... Масакрот во Вејце. Да, Злостор, да ви масакр. кажам искрено пред македонската јавност, имав таа привилегија да се сретнам. Не може и факт е дека е единствен новинар што Карл Де Понте, единствен од Југоисточна Европа, 2001 година на 19 јуни. И тук му ја предочи за овој немил настан што ни варварите тоа не го направиле. Тогаш се среднав и со Фровик, еден јак човек, не знам, мора да ви го кажам, бидејќи беше тоа една вистинска, не војна, туку еден жестоко интервју, тогаш бев на македонска телевизија, и за другите да слушнат и да научат на се. И јас му рекол, ова не смеете да го ставите вака, господин Фровик. Не смеете. И вика, што е тоа? Дали го видовте сликите од масакрот на Вејце? Ај вака. Само уште ова, ве молам, се збори. Колку е точно дека се спомнува, колку е точно, не знам, се спомна име врзано за техничкиот премиер, господинот Тала Џафери. Така, ајде. Јасно, да ја поставиме работата така како што е. Во моментите кога се случуваат 28.4.2001 година, господинот Тала Џафери е командант на гарнизонот во Тетово. Добро. Тогаш работи се уште во Араман, се уште немат Дезертирано. Другата ден дезертират по настанот во Вејце. Значи, формирањето и наредбата за вршење на работи и работни задачи не му е позната. Исто како што му е позната и на тој кој што командувал со посебната единица на полиција. Значи, од делот на униформираната полиција, затоа што тогаш имавме заеднички сили односно, почеток на формирање на заеднички сили под команда на врховниот командант, председателот на државата, Борис Трајковски, и затоа се составуваат патрола, 4 платеници, односно војници од делот на волците и 4 полициски службеници од делот на посебните единици, кои што добиваат соодветни задачи пропишани во наредбата. Задачите кои што им се ставаат на полициските службеници и на војните службеници се познати само на старешините. Значи, зборуваме за маршрута, зборуваме за време, кој е каде, по место, кои действија треба да ги преземат, што треба да преземат, каде да наблюдуваат, што да осматраат, какви сознанија да прибираат од терен, движење и така натака и така натака и така натака. Постојат основани сомненија дека движењето на патролата према паравоената, милитантната УЧК, некој го оддал. Во основаните сомненија, во рамките на хашките случаеви, во редот на осомничените е и господинот Тала Џафери. Значи, во тој дел на осомничени, викаме. Имало и други? Има и други, нормално дека има. Има и во делот на полицијата, и во делот на другите служби и така натака и така натака. Значи, но тој е во делот. И од тука за мене е неприфатливо да осомничено лице за воени злосторства, пак ќе се навратам на онај фамозен член 407а од кривичниот закон, значи величење, оправдување на воени злосторства, геноциди, кажете фашизам и така натака, да се најди во
собраниската власт, покасно да станете премиер, а да бидете дел од извршната власт, затоа што ние знаеме дека тој беше во еден период и министер за одбрана. Значи, затоа, проблемите со кои што се соочуваат Република Македонија, ни доваѓаат нас и под некои надворешни притисоци, точно од лица како вие што ги спомнувате, било да е тоа Дорис Пак, било да е тоа Рикер, било да... Не сакам да именувам дипломати. Но, тие дипломати нас требаше да ни помогнат како пријатели, нели, тоа ни се пријателски земји, пријателски дипломати, да се очистиме од таа парамилитантна структура. Ние, напротив, таа парамилитантна структура ја внесовме во власта и сега се прашуваме зошто ДУИ применуваат методи својствени за организираните криминални групи. Затоа што начинот на нивното создавање, финансирање со години наназад. Јас не случајно ви посочив и литература. Земете ја да ја прочитате Кодот на злото, ја пишуваат француски писатели, истражители, кои што ја истражуваат структурата, трговијата со дрога, трговијата со човечки органи на европско тло. И ќе видите, че дојдите до сите овие методи и ситуации. Вие пазете, например, ние имаме прв вице-премиер кој што директно учествуваат во физички пресметки и насилства кои што ни се случија на Калето. Каде што поведуваат навивачка група. Се со цел да попречит нешто. Таа реторика, затоа викам, таа реторика многу лошо им се враќат на ДУИ, ама многу лошо им се враќат кај ними и не случајно албанската опозиција викат вака: вие не можете сега да се легитимирате како легитимен представник на албанците, затоа што вие добивте гласови од бошњаци, од роми, од турци, од така натака и така натака, вие не сте легитимен представник на албанците, ние сме легитимен представник. Затоа што нашите гласови се тие. И некој не може, не случајно реков, јас сум спремен кога сакате да седнеме и да разговараме, да го извадиме. Сакате уставот од 46-та, сакате уставот од 54-та, сакате уставот од 60-та година, 63-та на Ранковиќ кога се залага за него. Сакате од 74-та и да ги видиме правата на националните малцинства. Не случајно и Венецијанската комисија и сите меѓународни организации и комисии во кои што огромен допринос имат господјата Гордана Силјановска-Давкова. Викаат дека Македонија во делот на човековите права, на малцинските права е над европските просеци, највисоко ниво. Зато згора на тоа, ние од такви пријатели, како оние вие што ги спомнувате, мене малку ми реагирам на тоа. Да имаме пријатели, не можеме. Од такви пријатели Македонија се доведе во ситуација да биде милитаризирана, односно мајоризирана од малцинство. Меѓутоа, благодарение на клиентелисти, македонските политиканти. Да, ама дозволете. Бадинтер, кој што е уникатен пример само во Република Македонија, никаде во светот. Никаде во светот. Вие имате класична мајоризација на малцинство врз мнозинство. И балансер. Да, вие балансерот е трагедија. Но вие имате една ситуација каде што малцинството попречуваат носење на битни реформски закони. Било тоа закон, кривичниот закон, законот за кривична постапка, значи генералните закони. Оние кои што се носат со двотретинско мнозинство. И јас пак ќе кажам, која што некни вечер на пред 5-6 дена на 360 степени, господинот Мицкоски многу убаво кажа за реформите во судството и како ќе се спроведат, што треба. Господа, јас најсериозно и најжестоко ќе се борам за да се оствари она што тој го предложи. Судски буџет, одреден процент од бруто домашниот производ во судот и судија на кого што ќе му падне пресудата, оштетата, нема да паѓат на товар на буџетот на Република Македонија, него на товар на судскиот буџет. Па тога самите суди... Какви пресуди ќе донесат? Точно така, затоа што ќе влијаат на нивните плати и на нивниот стандард. Па ќе го видам кога колегите ќе му се свртат на Ѓурчевски и ќе му кажат: ало бе Ѓурчевски, ти со твоите таа корупција, ти гледаш што ни направи. Не го оштети буџетот, сега треба да му платиме
Не државата, нашиот Буџет, буџет, судскиот буџет, посебно, Државата затоа викаме, да. многу е битно тоа финансиско самостојување на буџетот, кој што на друга страна ќе повлекува санкција за Уште судот. еден само случај, ви молам, Да. апропо, кога го спомнавме Вејце, ви благодарам за ова информација, што е ексклузивно, верувам, денска Па вечер. не, јас го знам и тој од полицијата што е осомничен, ама ајде во друга прилика ќе го коментираме. Почна дали точно па видете, дека- тогаш началник на тогаш началник на униформираната полиција во Тетово беше Што беше у Вејце, така? Да, не, што раководеше Водеше. со униформираната полиција во СВР. Тетово беше господинот Киро Кормидаровски, покасно Бучковски него го унапредил како виш полициски советник во делот на криминалистичка полиција и јас кога станав помошник директор за криминалистичка полиција него го затекнав како советник. Таму се фатив за глава, чекајте бе луѓе што правиме ние овде. Али добро, тоа е друга приказна. Карпалак, ве молам, ве сакам ексклузивно. Видете, Карпалак, според моите информации, она што викаме, имаме размена на информации, нели ние се знаеме кој што све сме изработеле во делот на 2001 година. Исто така ние имаме и соодветни коментари, разговори со лицата од другата страна, значи со безбедњаци кои што биле во учака и така натака. Значи ексклузивно мене луѓе од делот на разузнавањето, односно на безбедноста во учака ми имаат кажано дека на Карпалак нема единици од ОЧК. Како тоа? Така. Нема ни една нивна единица. Кој може да... сега, тука се поставува прашањето. Основаните сомненија. Базата е Ребино, каде што беа германците. Понатака се поставува прашањето. Учеството на нашите разузнавачки и контраразузнавачки служби визави притисокот кој што требаше да се изврши заради подпишување на рамковниот договор. По тој основ нас ни се случи и Радуша, каде што 12 сати не се испраќаше помош на единиците кои што водеа крвава борба со Косовскиот заштитен корпус. Да, во реонот на Чашка, во реонот на караулата Чашка и така натака. Значи све се тоа дејствија за кои што има и докази и основани сомненија, но со оглед дека е дадена амнестија, сега ние сите молчиме, но едно знаеме. Ние кои што сме работеле на тие истраги, крваво сме работеле на тие истраги и сме работеле со љубов и со чест на тие истраги, ние знаеме дека воените злосторства никогаш не застаруваат. Така да нека не бидат лагодни сите и предавствата, така да ќе дојде време кога сето тоа ќе се отвори и штом ќе се отвори, ќе можеме да коментираме, затоа што ипак јас сум човек кој што е носител на безбедносен сертификат од највисок степен, бил носител. Сега тој сертификат ми е истечен, но сум имал можност државна тања. Не, сум имал можност да гледам државна тања и има ситуации кои што не смеам да ги коментирам, затоа само вака нафрлен она што смеам да го кажам како основани сомненија. А што знаете за вордингот на господин Али Ахмети, што на говорница видете, господинот Али Ахмети со она националистичка реторика и со она заканувачка реторика си врши самоубиство. Значи политичко самоубиство. Не е поддржан ниту од меѓународната заедница, ниту добива согласност од меѓународната заедница на таква реторика, ниту па е мојчен сега да покрените на таква состојба како што покрена во 2001 година. Знаете, многу луѓе со кои што се среќавам, особено во делот на безбедноста, наши колеги, мои колеги кои што ме познаваат, викаат: "Абе Ѓурчевски, се сеќаваме на твоите зборови од 2001 дека ова е само првото полувреме, дека ќе има второ полувреме, во кое што второ полувреме судии нема да бидат Бил Пердју и Кушнер. Така. Значи ќе бидат некои други судии. Јас не го посакувам тоа второ полувреме да и се случи на Република Македонија. Но, ако господинот Али Ахмети мисли дека со тоа нешто ќе постигне и ќе добие, може само да биде жртва и да се го жртвува сопствениот народ, како она што го направи Изетбеговиќ кај муслиманите. Па викаат кој појчи муслимани уби, дали Србите, дали Изетбеговиќ. Благодарам за подсетување. Дали треба да се врши една негативна ситуација во политиката, во дипломатијата, преку некој ден МНР одбележа еден празник, им честитам на драгите мои пријатели амбасадори, кои навистина има права, кои се заслужни дипломати и навистина ја бранеа Македонија на меѓународен план. Од друга ситуација имаме изјавата на господинот Бујар Османи, кој создаде еден катастрофално голема штета според оценките на дипломатите околу односот со Србија. И со проектот Отворен Балкан и така натаму, дали треба еден министер за надворешни работи да направи една негативна
ситуација енергија према една соседна држава која ни помогна во повеќе наврати и конечно, според јавното мислење. Мојот став по однос на таа изјава на господинот Бујар Османи е дека тој е изгубен во проектот Косово. Проектот Косово е нешто друго и за проектот Косово водат гајле некои други. Многу поумни, многу попаметни и многу постручни за разлика од господинот Бујар Османи. Може би господинот Бујар Османи си е стручњак за медицината, е таму во... Каква штета е направена на Македонија? Да, направи огромна штета и на Република Македонија и на вкупните процеси кои што се одвиваат на Балканов. Значи вкупните. Впрочем, проектот Отворен Балкан е заеднички проект. И за соработка меѓу на Србија, на Албанија и на Македонија. Значи тука не се викат, значи албанците... И бито и за мирот на Балканот. Да, за мирот на Балканот. Економски значи, просперитет. Албанците генерално вклучени и сега, зато реков, многу попаметни, многу поумни политичари. Значи господинот Еди Рама точно знаел што прави кога пристапил во тој проект. И сега еден просечен министер, односно подпросечен министер, кој што се обидуваше во Шпанија да појде со делегација составена само од албанци, делегација на Република Македонија во Шпанија, да наштети на Македонија, за да наштети на Македонија визави Косово. Визави Косово, па таде беше малтене избркан. Малтене беше избркан од Шпанија. Тоа да го знаете. И таму се обидувале да зборат само на албански, што е додатен проблем за Република. Што обичајно господинот Тала Џафери тоа го направи во Советот на Европа. Уставно, тоа е против се. Затоа што годи ова? Ама пазете, таа е она насилие што викаме, таа таа групација не се демократизираше, таа остана милитантна. Милитантна, организирана криминална група која што има за цел профит, перење пари, трговија со дрога и така натака. Погледнете, човек на 25 години ви доваѓа ви вади 25 милиони евра, ви купува трговски центар, за да после недела дена го продаде трговскиот центар. Прашање. Дали значи кажав во најавата дека тоа е редок пример, со моето новинарско искуство се години. Не сум видел да свештајот на State Department или слични да дојде на денот на молкот. Беше спомнато, не знам колку се следи во медиумите, медици јас сум систематичен новинар, не сум кампањец. Имаше најзија дека во финалето на изборите во Македонија може да стигне таа црна листа од американците. Дозволете. Уште едно прашање, одговорите ми се. Ако имаше во тие политички структури на власта, они после таа негативна оценка немаше да се дрзна да водат националистичка и заканувачка пропаганда, него тие ќе седнеа, ќе размислеа, ќе почнеа да даваат очит, каде што самите ќе признаеа дека треба да си одат од власт. На еден најкултурно, најфино, на еден демократски начин, да ги остават институциите, да си ги работите така како што требат. Тоа нормални луѓе во една таква ситуација кога главните партнери ти викаат ало, ти си најкорумпиран, највише криминал, највише корупција, во континуитет години наназад. Време ти е да си одиш. Извор сте на ексклузивни информации. Што правиме со Лјупчо Палевски? Да ве прашам. Видете, еве денеска се прошири веста дека судот во Република Турција одлучил да го екстрадира. Сега треба да се завршат само оние формални работи околу неговото преземање и донесување во Република Македонија, што јас уште вака со оглед дека се прошири една информација дека Република Турција барала испорачување на џулестанисти од Република Македонија во Република Турција и така натака. Мислам дека ајде да не кобам, да не одам пред нешто. Јас сакам господинот Лјупчо Палевски да дојдите овде, да бидете екстрадиран, за да може да изнеси многу податоци и многу состојби во делот на тоа монструозно кривично дело. Значи мора да признаеме дека тоа е монструозно кривично дело. И дека треба да се соочат со најпрво да се соочат со доказите во постапката или да ги негираат доказите, да предложат други докази, како што беше напишано во писмото на господинот Палевски, така да затоа викаме. За колку време би можело да биде екстрадиран? Па може би да бидете екстрадирани за 10 дена, затоа што сега остануваат само формалните работи околу начинот и договорот на преземање, дали тоа нашите полициски единици ќе појдат во Република Турција, ќе го преземат од Република Турција или ние ќе платиме Република Турција да го спроведи до аеродромот Петровац, од аеродромот Петровац да си го преземнат нашите служби и да го сместат во согласно решение
решението, нели, за мерката, изречената мерка притвор, да го сместат во притворот и така натака, за да се вози. Која е вашата порака со глед дека е уште 2 дена не чека? Видете, вака, јас стрикно се држам, еве веќе 4 месеци се држам до онаа бројка од 750.000 гласачи кои што треба да излезат и да гласаат за опозицијата, за опозицијските партии, за да една за секој пат на демократски начин, повторно ќе нагласам, на демократски начин да се равчисти со оваа криминогена структура, за да може понатака да се гради систем на држава, која што ќе навистина ќе биде ценета и почитувана. Што мислам дека ќе се постигне, одејќи од фактот дека на овие 360.000 гласови кои што ги доби господјата Гордана Силјановска-Давкова, јас типувам дека ќе се добијат минимум уште 100 до 150.000 гласови само на ВМРО, ДПМН, доколку опозицијски настроените партии повикаат, нели, да се дадат, јас ќе кажам, на претседателските избори е битно да излезат 750.000 гласови, ако треба и 200.000 нека се неважечки и 300.000 нека се неважечки ливчина. Господјата Гордана Силјановска секако ќе добијат над 500.000, јас се кладам со кого сака дека ќе добијат над 500.000 гласови и дека ќе бидат избрана за претседател. Но и пред 3 месеци најавив дека СДС може да бойкотира затоа што тоа антидржавна структура, тоа се тие предавници, кодоши, лигуши и така натака и така натака. Тоа се структура на луѓе која што мора да се соочи еднаш за секогаш со законот и да одговара за своите злодела. Они може да направат најмонструозна состојба која што не би ја посакувал и не би ја препорачал на никој. И благодарам што бевте мој соговорник, му сакувам добро здравје за многу години, празникот на празниците, Воскресение Христово, Великден, и сакам секој добро. Благодарам на поканата, среќни празници на сите вработени во Вистел телевизија, на сите православни кои што ќе го празнуваат овие денови најголемиот христијански празник Христовото Воскресение. Желби за успех и желби да ја видиме Македонија достоинствена, честна и правна држава. Да сте ми живи, здрави и почитувани. Еве, дојдовме на финале. Надеж за достоинствен живот изборите. Еве, и од мене простете ме ако ви сгреши во секој случај на сите. Еве, дадовме се од себе во овој голем петок да упатиме порака што значиат овие избори за достоинствена Македонија. Бите ми живи здрави за многу години, реков торжеството на торжеството, тоа е Великден.